вечер и добре дошли у нашето студио на ВД-каст. Ваа вечер имаме посебна чест да бидеме домаќини на едно девојче кое што е во подем со нејзината кариера. Девојче кое што има само 20 и нешто ситно, а веќе има достигнато некои што не може да го достигнат и со толку години кариера, не пак години. Девојче кое што е наше кавадаречко, значи кавадаречка на првија, девојче кое што така не са кејчи, јас пред 2-3 години му предвидив дека ќе дотурка многу далеку и многу ми е чеив ем за тоа што ја бев управо и ем за тоа што она стварно дотурка до многу далеку. Господа на нашиот ВД-каст и господји на нашиот ВД-каст, ви ја представувам Мирјана Митрева, девојчето кое што пред една недела го подигна цел Балкан на нозе и го освои второ место на едно од најголемите телевизиско-музички шоуа Звезде Гранда. Добре дошла. Испускај малце, испускај малце. Ја кажа ти испускај. Добро, така е. Добро вечер и многу ми е мило што сум тука со вас и фала на поканата и фала на вие убави зборови. Како си? Па, одлично. Сега е више добро. Одмори малце. Да. Одмори малце. Обично оде тоа така, нели, додека тие работи, нели, траат, си уште под некој стрес, под некоја пресија и таманка ќе заврши секад се поотпуштиш или тогаш идат болести некои, разбираш, некои настинки, некои грипови, некои такви работи, ама гледам ти се држиш феноменално, ама ти се држиш за тоа што живееш многу спортски живот. И тоа го знам. Ти се си разбрал. Живееме, ајле време веќе, со години живееме. И ти си неки патешна. Ако си младо девојче. Цимо, кажи нешто. Цимо, чекаме. Многу ми се залафи ти нешто, затоа мислев уште да не има од најавата. Не, има уште, ама кажи. Второ место, ама знаеш како викат србите? Сие сребро као злато. Затоа што, па да ти кажам, у трите еве да речи, ти си втора, ама у трите да влезиш таму само, у тие тројцата финалисти на крајот што се бираше, ја мислам дека е веќе тие врвот, успехот е достигнат. Кој тројца, не е тројца, двојца остануваа на крајот, така? Па тројца беме, па да, после првите. Па после двојца. Да. Али да стигнеш и од тие тројцата, еве ја го викам, е некој успех што, бао кажа Цимо, тешко дека може да се достигне. Па, не знам што да кажам. Очкувајте како ти беа, само кажи. Ка се пријави. Ка се пријавив. Ти победничкиот менталитет знам дека го имаш, тоа го гледаме на самите настапи и емисии. Него внатрешниот твој inner you, што кажуваш? Подсвесно некако бев сигурна дека ваа е таа сезона кај што може да дотуркам до некаде. Да. Не замислував дека тоа треба да е второ место. Немав некоја таква визија сега како би било, ама целта да влезам у финале, а имав подсвесно. Така да задоволна сум, искрено кавадарчани многу ме изненадија, буквално добив страшна поддршка од секој. Да. Цело кавадарци се крена и многу ми е мило заради тоа. И да не биете ви, нема што да биде така. Не може да бием второ место. Џави и да пеам и како и да. 22 финалисти бете на крајот, така? Да, 22. А кажи ми ја, дали ја знаеш цифрата од стартот, колку се пријавени? Колку почињат? Па да не излажам точно бројка, не знам, ама 350 души сигурно имаш. 350. 350 што... Знаеш како викат? Второ место од 350, фала, многу и пријатно. Па таква работа. 350 кога почнавам телевизија да и дават. Рачуне колку били уназад додека да стигнат до телевизијата. И знаеш што? Знаеш, нема потреба да си правиме, да си ласкаме тие такви работи, ама јас прочитав неколку коментари од луѓе кои што разбират твојата професија и кои што напишаа дека секоја чест за победникот, ама Мирјана требаше да победе. И тоа е една морална сатисфакција плюс
второто место е вау, ама кога ќе чуеш од некој што разбира таа работа дека си можела да бидеш и прво, тоа ти е едно плувче многу по-симпатично така од. Искрено, да, и ја добив многу такви коментари, прочитав многу такви коментари, до ден денес ми се јавуваат на телефонот со истите реченици, се повторуваат. Не знам, задоволна сум и вака како што е. Мислам се секогаш може нели подобро, ама мислам дека до Турков. И стварно сум среќна заради тоа. И сега ти го заборавив прашањето. Не беше прашање. Не беше прашање, го беше констатација. Да. Баш тоа е дека заслужиме да бидеме и прво место. Си е сребро као злато, ја шо ти лава. Кажи ми Исто е. Кажи ми таа продукција колку е моќна. Па е. Моќна е. Доста произведува, значи пеачи на годишно ниво по 20 сигурно. Тоа е едно и второ, гледам дека немаше некоја емисија нешто да мајнка. Па го држат рейтингот на најгледана емисија од таа страна, од таа сфера, да. А и многу организацијски джам. Подковани се. Джам, браво. Цел Балкан. Гледа, самото тоа што она била дел од таа продукција дава едно огромно искуство. Тоа што ти стигна до финале и после тоа стигна до второ место, тоа е веќе експлозија. Експлозија, извини, знам дека дами и девојки не се прашуваат за години, ама од 23-4 не си. 23. Вуаля. 23 години. За 23 години ти успеа да го покориш цел Балкан. Евала, девојко, евала! Среќна сум заради тоа што и немам многу искуство позади мене у пеењето. Значи, јас пред неколку години почнав да се занимавам со музика, како професионално. Така да мислам дека кога би имала побогато музичко искуство позади мене, би било се уште полесно. Тогаш би било дефинитивно прво место. Или па ќе речат, ваа година не даваме прво место директно Гран При. Се бори за второ. Да. А кажи ми, еве сега додека траеше емисијата. Ти дојде ли некојаш да речеш, слушај, ја воа, шо ми требаше, шо се нафана, воа, ја не го мислеш дека е вака. Да се откажам не, ама да ми се смачи во еден момент, да. Да, дефинитивно. Не знам точно кој круг беше негде, да не излажам трети, четврти може, или втори, трети, нешто така, скроз у тие дел. Таму ми се смачи едно време. Ти прекисна. Да, ама љубовта победува. Секогаш. Колку ми е лесно што се изборувам на кавдаречки. Нели? Значи, да. Иначе Сабајле била на утринско усител и се марчела да го крше езикот на литературно, ама по некој збори ги летнуваше. Не дека не ми оде, ама потешко е. Ама се нормално, знаеш, таа работа. Знаеш, ни кога го концепираме сето воа, и нели дали литературно, какво литературно, не ме заебавај. Се знае. Сега ќе ме цензурират со ова, не ме заебавај. Ќе ме титнат. Разбираш, Димо, не ме титкај, молим те. Ѓорѓе Давид. Шо човек? Не знам како да го дефинирам. Страшен човек. Човек кој што страшно сака музиката и човек кој што на секое дете што е таму му се посветува како да е негово дете. Да, баш он има черка, 11 годинки има девојчето и свире пијано. И девојчето свире, значи, пијано страшно како да е, не знам, 35 години, а не 11. Што значи таа негова тортура и тие негов пристап дека работата мора да биде, оти ако не се вежба ништо од тоа, го имаше и кон нас и јас сум презадоволна. Значи имаме проби буквално по 10 сати од денот, кај што беме сите заедно, тоа беа групни проби, никогаш не се прават. Колку имаше он? Он на почетокот, па можда 15 души. На крајот останаме тројца. Тројца. Да. У финалите. У финалите. Извини, нешто кажеш. Не. Само да прашам, визави Ѓорѓе. Јас имам таков впечаток или он многу ги сака македонците? Ги сака. Не знам која е причината, кажува дека од секојаш ги сака македонците. Причината не ја знам, ама љубовта стварно му се гледа, буквално он кога да дојде во Македонија, не знам како да се преродил.
Барем така вика, како А, мислам минам дека границата често се ми е Често иде, да. Мислам дека често иде у Има Македонија. доста пријатели од Скопје, од Охрид, од Струга, не знам, натаму. Па и фактот додека ти ја пееше заветна, он Да, како да за пеев срц- химната. за срцето се го држеше видов. како химната, се кажуваше. Да, И како ти истрча од кај испеа, да. ја реков ќе се поклона. Па, дека излезиме малку од стилот на музиката кој што го пеев до тогаш, мислам заветна беше нешто ново Чија и беше за идејата мене. за Заветна? Моја. Моја заветна ми е мене како ти сериозно, заветна е сега голем хит. Пред едно 10 години на еден мај ја на тато му ја пуштам заветна. И он ми што чудо од песна е ова. Јакам да знаеш дека како оваа песна сега некој протурка преработи. ќе стане хит и пол. И така испадна се. Се фалам дека јас сум некој не. Визионер, Да, визионер. ама кога почна ти заветна јас кога само реков тишина, буцнав на едно 90-80. Искрено, од секој настап до сега што го имав таму, кога пеев заветно ми беше најчеив. Ми беше најубаво Чувството е и поинак, чувствував нели? многу голема доза на одговорност, дури се плашев додека пеев, да не сгрешам нешто, да не знам се случи нешто наопако од тоа што треба. И ми беше посебно убаво додека изведував таа песна, макар што тие момент не ми ни беше битно дали ќе го поминам Јасно, кругот јасно, или не. јасно. Битно ми беше само да Да изнесам испееш како како што треба. треба, да. Браво, браво. Колку време траеше цело од првиот Да, круг од А до Ш. беше Аудициите се негде у мај или јуни месец. кај Значи беше на претходната аудиција, година Скопје? у Скопје. Да. А шоуто почнува на крајот од септември. Значи скоро цела година. Мислам цела година, цела школска година, може да се каже. Да, 9 месеци. Да. Ченде менде. Да, А, цело а, време. А Белград, од првата Белград, емисија кога беше? Првата емисија. Првиот круг, односно. Па Септември, сигурно го крај. снимав, не знам, може почетокот на октомври, нешто така. Не памтам кога се емитуваше, ама у тие периоди. Ноември, декември, јануар, февруар, март, април, мај, Джазмине, таа се стварно Пораснав таму. Мислам, пораснав. У смисол, викат дека до 24-5 е преоден период кај што се расте и некако се осеќам по-созревано после вие Да, период. ти зе барем едно 3-4 класа наеднаш Да. музички. Па Музички. се е убрзано темпо, таму нема да сакам нечем, или ќе прифаниш или се откажуваш. Држи вода, држи Тоа вода. е. Кажи ми какви се, еве за Ѓорџе кажаме дека е Људина, дека е сето тоа. Кажи ми какви се другите звезди таму сега, сепак нели Цеца е таму. Свеќаш? Да. Сега на пример ја можеби не сум фан многу голем на таа музика, ама Цеца е Цеца. Човек што ќе напане 100.000 луѓе за мене, Ето. ја одам и му се поклонувам. Да. Не е битно како ги Абе, напане. музиката може не ја слушате, ама па ти цеца е викам. цеца. Цеца, значи таму ги имаш и Ана Бекута и не знам, значи големи звезди кои што пнат стадиони. Кој е тоа? Какви се они? Дали приватно на телевизијата и Миријан се кога ќе заврши камерата да те тргнат настрана и да дават ли совети, сакам да кажам. Не секој, ама секој, еве сега не. кога више спомна Цеца, морам да кажам дека од сите таму што се у жирито, Цеца е најголема звезда, а најприземна. Најприземјена. Значи толку приземна жена, не знам, не би рекла никогаш на пример дека е тоа така се додека не ја видов и се додека не имав можност вака да искомуницираш комуницирам со со неа, неа, да, блиско. Буквално после секој настап може и да ти прииде и да ти каже што мисли и совет да ти даде и сме се сликале на секој круг. Значи жената буквално не знам, цело време беше со нас. За разлика од Ја не е ментор, ама нема врска. Да, се Сака да поддржува, помогне. да. Гледа потенцијал Дека у има нешто некој, у неа, точно. гледа потенцијал у некој и сака тоа неизино искуство, сепак е искуство. Да го пренесе. Пее од и она пее од дете, што се Да. вика. Па она некако беше и додека се снимаше и за време на емисијата, она беше најреална и цело време ќе каже тоа се деца мора да сгрешат и јас што сум Цеца грешам или не знам и ви што сте со толку годишно искуство, секој може да сгреше. Дека кога беа на пример многу ригорозни у некои моменти. Мене најмногу Флатно нервираше јајце. Мили. Па Мили најмногу знаеш нервираше како тие. имат нешто Многу просте. Тук
А Не не знам, што е таму не навлевам. Стварно сега кога се карат, сето е за шоу или стварно се Не, си имат и некои тоа, ја контри, мислам си дека е. прават? Двете. И двете се, да. Па ја мислам дека како некогаш секој- мора да го покажа тоа пред камерите, Да, за шоу. ама некогаш да стварно направат. треба тие мили ако не ти изваде од контакт, кој ќе ти изваде? Така да, А кој е најискулиран? Кеба? Да. кеба, Погоди. кеба. Добар и Кеба. Види, кеба не знам на чие место дојде он. Не беше Долани или како беше? Не, па имаш измени. Вики беше претходно Да. и Босанец. Да, Босанецот го нема, така е, така е. Ево тие веќе 98 години што шоу че таму ќе баде. И он бал се кара. Да. Кажи ми само еден ден, на пример, кога имате снимање. Значи, од сабајле се почиња... Чеканица ли е многу? Навечер ли е само... Значи, Целодневно ли е... Целодневно и Целодневно. маратонски. Нема Баш застоја, маратонски. нема одмор. Се става сабајле рано, шминки, фризури, мора да си спремен се пред да отидеш во Грант. Тоа си го закажуваш сам башка. Мислам, не го правиш у просториите на Грант. Аха. Да. И Тоа си е приватно. Да. Рано се дешава тоа и после некаде од кај 11 саатот има тонска проба која што трае и снимањето ако почне околу 2-3, значи ти си нашминкан од 9 сабајле и може и од 8 некогаш, зависи. Зависи како. колку- Студиото како е слободно со термини. Да, така и ако почне снимањето кај 3, со се бараш, со се може да те фане и 8-9. Навечер, значи ти си од 7 сабајле активен цел ден. И ти треба да чекаш од 8 до И 8 чекаш, и треба да. да испееш убаво 8. Да. И нема да испееш и ќе си изнавикат, ќе си... Искрено се случува многу, мислам тоа е проблем кога меѓувремено може да ти падне енергијата, може не знам да се случи нешто или сега, кога остануваш на пример Тама работа, да. за во бараш да чекаш, ти си цел ден таму и кога треба да излезеш во 8 сат на крајот, значи си јадел, си не знам, си се пресоблекол еднаш, два пати и шминки и фризури, се треба да се чуваш да биде исто како што било у 7 сабајле. Си Добро, дребна имате на пример посебно гримиорни нешто соблеку, односно кај што може или Има соблекувана заеднички сте? Една. Една. Една е се деле машко женско. Така. Тоа е се. Тоа е се, еве ти се приедуе. Па Одиш успроти у ресторант, што и... Па можеш да си купиш нешто, ладен сендвич или смокички. Ја рекол има кујна таму, испорачуваш Да. од вечерта представи сарма за мене ако може. Нема сара. Јаничка, Дејствувано. дејсувано. Каде е таа гранд продукцијата уствари? Далеко ли е од градот? На Кошетњак. Значи малце е подалеко од... Да. Па добро сега, јас се рекол на пример кој е туе негден, знаеш дека настапуиш, не знам, 18-та и одиш у некој ресторанче, дај крменадличка, дај, Ако се најадиш многу, нема да можеш Знам, ни да па не пееш. можеш да после. пееш. И така не бива. Да. Ќе земиш полесна песна на текила. Ами да. Там. Ти постоиш малку сам се. А другиот прст там. Види, тие, ама, па од друга страна, па тама работа за тие толку луѓе, ако дават сите кои што сака да си Да, да и си бројката јаде, да и е таа не огромна. бива, па и таа не бива. Особено на почеток таму, значи... Тамо е гунгула, да. Да. Не, Колегите, вие што се надпреваруваат, што се такмичат со тебе. Има ли расипани такви да те гледат, да ти вика, Со завидлак. или да ти дават поддршка, Значи, насмрката кажа дека има. Да бъдат 300 не, души знаеш, нормално, ја ќе се мислам чини. дека сегде, значи сегде мора да Сегде има го по некој тоа. таков. Тоа држи вода, да. Ама углавно се подржуваме. Значи цела сезона беше, особено сега што останаме на крајот од кога си селектира цела ситуација, цела група, Не само се кога гледаш се дека има намалиме. хемија последните... Имаш, да, дефинитивно и поддршка и се особено. Ѓорџи цело време секоја година се труда од тимот да направи како мини семејство, некое Баш тим. без разлика од кој град, од која држава, машки, женски, да се поддржуваме, да биеме заедно и мислам дека му успева тоа скоро секоја година. Мислам, ако уште некој еве бил таму или знае, 100% сите го кажуваат тоа дека на Ѓорџи тимот цело време е најсплотен.
и тука се 1-1. Значи, кога, например, јас снимам денеска, а некој друг не, они идат да ми бидат мене поддршка. Браво, И браво. тука се, цел ден сме заедно, за се да биде кај треба. Дали јас сум испеала или ти, или не знам, некој следен, иако ги нема на камери. Убаво каже. Пример, Ѓорѓе не ни дозволуваше ако пееш ти и јас да ти бидам у бекстејдж или обратно. А ако беме таму цело време. Тоа е убаво каже ти да створил една мини мала фамилија Дефинитивно. која што на пример си ја пружала таа позитивна енергија, таа не знам, таа харизма на пример ти што ја имаш да му ја пренесиш на Цимо, мене и ја би се чувствувал многу поубаво ако Кога се ако бодиш. тимот позади мене Стоја. ми вика ајде Да. Димко. Знаеш колку плачки имаше ако некој убараш, пример, на 2 пати кога бев ја, они седат тука негде у публиката кога ја баражат. Тоа беа плачки страшни, скокат на крајот на бинта од кога ќе го прочитат бројот. Па леле, ја мислев не си ти за малку. Сакам да кажам, немаше меѓу нас ривалство, туку имаше буквално поддршка. Сакаме секој да помине. Браво. И на крајот кога останаме сега двајца со Бојан, дека беме од ист тим и дури заедно имаме патувано од Македонија натаму назад. Цел време сме заедно сите од тимот. И дури помеѓу прво и второ место немаше ривалство. Буквално кога останаме ја и он заедно Да. и Ѓорѓе беше позади нас, он кажа кој да, јас сум горд, едниот ми е прв, едниот ми е втор, како и да. Јас твојата реакција кога го изговори 11-ката. Твојата реакција се види дека нема глума, дека е многу Се искрена. меѓу. И од се срце. Да. Сериозно. Значи тоа се познава, нема потреба, особено фацијалната експресија. Не се лаже. можеш да ја скриеш бе човек. Да. Па особено те 20 камерите снимат. Да, од сите. Една ќе те улове дека како победи ја, Мислам, да не се лажеме, секој посекуе. Сега кога А, седев со тома работа? бројчето, ја чекав дека може да бидам тоа и ја, ама Не бе, тоа човек, не значи дека... Јас сакам да ти кажам дека не беше тоа Да, број да. 11 умри да ти бам. Не. Честит. Колку круга се од првиот до финалите? Мислам дека 10. 10. У колку ти беше убараш? Леле, не знам. У Треба 3-4. да ми кажеш вакви факти да видам. У 3-4 отприлика. 3 да не бев. Така некој јас мислам дека. 3. Да. Си изнапе. Имаше Ама едно многу време... јако од полуфиналите у финалите влез директно. Директно, да. Па тогаш кога пеев Заветна и тогаш мислам дека ми беше најсреќниот момент у цело надпреварување додека траеше. Буквално тие момент кога пеев Заветна и кога влегов директно у финал. Искрено не го очекував тоа. Што типче е победникот? Вака карактерно. Гледам дека е многу весел. Многу позитивен. Има многу големо срце, само тоа може да го кажам. Буквално он кога пее од очите пее. Очите му светат, но тоа што го пее преку очи Сега го дека го искажува. сака и он Да. тоа. Дека Да. дека не е залутан таму и Да. така стигнал до Па бил и победата. пред некоја сезона, бил претходно кај Цеца, искусен беше више, мислам, знаеш Да, си у го кој имал, смер, знаел што го чека. Да. Ти буквално беше одиш у Ја прв Unknown. таму кога се појави бев не знаев ни как се викам. Ама ни и треба да не како- знаеш бе, Миријанче, како може тоа би било ароганција ако ти сега мене ми речиш па немав гајле јас. Ја влези таму, Што сака уше нека прво биде? растори. Тоа е ароганција. согласувам. Јас и он сме исто сценски работници. Јас знам Да. како ми е, јас типа имам 250.000 излегувања на сцена, секој излегување јас играам малце. Особено пред стручјаци. Па пак може да излегаш. замислам кога ти прв пат си излегла таму на 21 година 2. Да, прв пат беше стварно страшно, макар и сега кога бев ваа сезона првите неколку круга пак беше страшно. И буквално вака се тресев раци нози се живо и прашањата беа што ти е Миријана си била, демек знаеш како. Тоа не е некоја трема, са некој да слушна да каже ако те страдаш одиш да пееш, тоа не е за тебе. Не од тие контекст, ама мислам дека со тек на време се навикнуваш на чувството и се навикнуваш на притискот и сцената, да на се притискот носиш. и се носиш со него. Значи, буквално, мислам, фали уште многу, ја доправо треба да учам и да се усмерам, ама мислам дека, пример, првиот мој круг, со сега, со финалите не може да го споредиме. Тоа е, Првично, од тоа што у првиот бев вака, не знаев кај гледам, на финалите сите ми кажаа,
Па цело време се смееше Алалда ти. У смисол, ама само Носно пренесете го енергијата што ја имав. Да. Ја во себе знам дека имав некое чувство кое што не го покажав дека ми е страв, дека пак нешто ме јаде внатрешно, ама тоа што ми беше убаво, мислам дека преовлада и излези преку мојата насмевка. Дали си ти свесна, на вие податок сега што ти го кажа, или некој ти го кажа од кога заврши финалето, дека всушност у исто време додека одеше финалето имаш утакмица од светското првенство во фудбал. Знам Ти дека дали си свесна за тоа? знам дека имаш. Ти знаеш ли што значи на секои 4 години надпреверување такво да што се играе и некој наместо фудбал да те гледа тебе? Ка на пример ја. Па бе, мислам дека фала. и цел... Сериозно? ако не цело кавадарци, ама добри 2/3 од кавадарчани Се деси тоа. го гледаат тоа. Така да Симињање капа и за тоа, значи успеа на многу убав, симпатичен, ненападен начин да ги поканиш кавадарчани и кавадаречката публика да те гледат тебе. Јас сега не сакам, можеби имам удел у целата таа работа за тоа што видеото што го снимаме вака за 15 минути, од срце го снимав и од чеив, има некои 13.000 прегледи. Што за мене е сосема доволно. Значи, ако се земе предвид дека таа еуфорија за твоето влевање во финалето беше од 7 до 77, од деца од 7 години до... стварно. Ти и да беше 10-то место во финалето, ти си ја постигнала целта. Не па за второ се, нечу ни да разговараме. Јас кога видов каква љубов и поддршка добив, добив од цела Македонија, може да се каже, ама сега конкретно зборуваме за кавадарци, кај што многу ми е чеев дека кавадарци ме поддржа. Повеќе не ми беше битно кое место би било тоа. Јасно. Битно ми беше дека добив таа љубов и таа поддршка што не се купува ни со пари, ни со ништо. Неизмерно е У свет, да. Тоа не можеш да го... Да. Не можеш со зборови Да. И тоа не можеш ни... Тоа само ти Можеш да си си го го, осетиш. да си го почувствуваш, викаш ти... Пораките што ги гледав од луѓе што ја не ги знам, мислам дека средно не учев тука, после Така со да. факултетот пак натаму и не бев многу, како да кажам, не растев цело време тука. Немаш многу голем круг на нели на... Да, толку многу пријатели. И сега кога видов колку кавдарчани ми напишаа порака, ми се јавија, дури некој што не ги знам јас уопште, многу им беше чеф. Абе види, не знам со сајшто првеме муабет кај ти у кафичот, значи во е победа на кавадарци не е само твоја. Да си биме реални, така? Да. Значи кавадарци никош нема финалист таму. Да, дека сум А шом немал финалист, сигурно немал и второ место. По некоја логика. Така да, јас искрено ти кажав, бев радосен како собствена моја сестра, како собствен мој пријател, другар ден да го стигнал тоа што ти го достигна. И искрено ти кажам, ако тогаш сум ти рекол че ја дотуркаш далеко, сега знам дека ќе имаш многу убава кариера, дека ќе имаш тоа што си многу позитивна и ти си многу приземјена, толку си многу народна, сакаш, значи, ако памтиш пред 2-3 години кога се запознаме, кога снимаме рекламата, нели таму. Да. Кај вас, не знам, прв пат се запознаме и јас и ти и видањето тогаш, не. И на второто седнување да се осеќаш така пријатно со човек, значи има нешто. Тие човек има нешто у себе. Што у себе нешто што мора да го даде и на другите. Тие го даде на цела Македонија, на цел Балкан. Што се споделува. И сега заврши Звезда Гранда. Сега што прави? Сега што правиме? Сега оде малку одмор. Така е што? Не, сега на одмор. Сега на одмор не. Ќе биде најтурбо. Сега на одмор не, почнаа некои обврски што до сега не сум ги имала, како на пример во ми е сега трето снимање од кога сум вртена. Вака не сум зборувала до сега пред камери и полека се учам. Гледаш ли, првите сме. Која Која честа имаме, значи. Може да продолжам. Може. Прекинеме цимове, да. Ама морав да кажам, значи Не ми која ги крајте честа имаме. мислите.
Зборот ми беше дека имам сега некои обврски што до сега не сум ги имала и мислам дека ќе бидам малку посветена сега на тоа. Со бендот продолжуваме, со колектив уште си стојат свирките. Букирани сме наредните 2 месеци цело време. Не можам да спожалам. Не знам од што. Појма немам. Да прашаме. И зошто? Значи прашаме, да. Прашаме каде ќе настапуите ако не? Сега вие петок имаме туку Кавадарци. Каде? У Елемент, значи повелите да дојдете. За 3 дена? Сега. Ајде се обложиме ќе тоа. Ајде. По една пијачка. Маста мора да биде По една пијачка се обложиме. Договорен. Ајде. На професионален план сега еве Звезде Гранде, што значи на пример тоа второ место? Сега финалисти, победници, едно друго, што значи сега второ место? Сега, прашањето ти е у контекст као што сега на натаму или што значи општо? Не, еве сега ти си второ место. Обврски кон продукцијата. Што тебе ти донеси тоа и сега не знам продукцијата што Дали нешто албум снимање, Да, за албум не знам. Песна знам дека треба сега да има што може побрзо во наредниот период. Грант стои сега тука позади нас за било каква реклама, за било која емисија. Таму кај нив бев у Грант специјал една утринска, одма после финалите. Мислам дека одеше и таа на телевизија. Да, на телевизија. Значи таа што ма гледал, да. Да. Не изгледав цела, ама дел гледав. Да. Значи тук се позади нас. Сега здравје Боже натаму. Песната што че таа е комплетно нивна песна, буквално ти ја поклонува тебе. Да, макар што јас тука спремам нешто кај нас у Кавадарци, нешто се крчка, ама Че откриеме здравје Боже. здравје Боже. Кажи ми таа песна сега што нели што ја кажа дека треба да испадне што побрзо. Таа е буквално од текст, музика, аранжман до спот ева ако има, се е од нив, така? Ти треба само да испееш убаво. Да. убаво. Мора Да, убаво. испееш убаво. Мислам, после тоа си останува, не знам, некои соработки со Гранд продукција, си имаш пак после натаму така. Останува на подолгорочен план. Да, па и самата што кажа ти, нели, сепак таа близко со Ѓорџе, Давид, со тие луѓе таму, двајца од нив да виделе, нели, дека на гарант че ти помогнат дури мислам здравје Боже сега добив покана и за концертите на Ѓорџ Давид, можам да настапам на некоја поголема сцена кај што можам да осетам, нели, повеќе народ, да знам утре здравје кога би провела нешто јас сама, да знаеме како е. Знаеш да Да имам искуство, да. А кој стил на музика? Извини само да не заборавам за тоа што се крчка, ако ти треба помош било каква кај што ни можеме да се најдеме нормално. Да. Само не ме Цимо него тере за бекап вокали. Јас сум добар. Чути ме, ајде, се. Чути не ме тере да лафам туа пред аудиториумот. Не, ја ќе терам да лавиш, ти не ме тере да пеам. Па тоа сакам да кажам. Значи, ако треба било каква поддршка што и помош од нашата фела, подготовки, нашите можности, нашите способности. Сценарија, вамо, намо знаеш дека стоиме на располагање. Кој стил на музика најмногу ти леже тебе? Јас знам. Кој сакаш ти да... Сега, знам и јас, ама нека... Да, знаеш, што прашуваш тоа што го знаеш. Па за аудиториум. Ја мислам дека се не мислам, него знам. Дека се држам до поп-рок моментално. Да. Здравје Боже, не знам, натаму може нешто се смене, ама сега мислам дека тоа ми е најдобриот пат. Да, и имаме таа чест, нели, кога со Цимо го имаме првиот стендап кај вас у кафчот. Да испеам. Да испееш и па тогаш беше скроз почеток некој. Ама и сефте јас те слушнав, нели? И да, тој тип на музика, тоа што јас сум нели рокер по вокација, видов дека ти леже многу таа музика и дека имаш таков добар, мочен рокерски глас. Знаеш како, секој, мислам сега барем таму додека беме ни, секој се рангира у некој смер, некој има многу добри трилери, некој има многу добри висини, некој не знам, зависи. Ја на пример, не гледа трилерона по хорор. Ја на пример не знам, сите ме прашуваат од кај го вадиш гласот у моменти, мене микрофон дури не ми треба. Значи за тоа на Гранд добивав многу критики често дека сум многу гласна, дека треба да се намалам, да се стишам и така натаму.
А например на Ѓорџе тоа му одговараше многу кај што он вика дека многу се ретки тие вокали што може така да викат. Па намалци И- микрофоните Да. малце, шо ја Па да ја се реков намалува. може и да се исклучи ако треба, че испеам така без проблем. Дајте ми ја капела, бе, те да растурам туа, бе. Шат, Че шепотиме сега. А. Мене ме учеа гласно и јасно кај дете. Си Точно. зборуваш, си пееш гласно и јасно. Колку минути лафи? Се залафиме. Колку? Па мислам дека негде околу 25 минути, пола сат имаме. Еми тогаш да направиме ако сакаш една мала пауза. Ти да си Гостинг извони. така сака. Как че кажете, ви сте домаќини. Сега, гостинг, ти Да се освеже малце, малце да се пошто многу е гостите, напорно сите кажа. домаќините посети да си легниме. Најарно. Не, едно блиц прашање ево од овие прв блок на овој. Колку ти беше значајна поддршката од твоите? Од најблиските? Многу. Затоа што Мислам, без- лично го знам, татко ти ми е пријател и многу го сакам како човек, како мајстор на својот занаед. Людина. Ја мислам дека без поддршка од блиските не би било тоа ништо. Да не беа моите околу, да не беше тато, мама пред се и сите останати сега да не ги редам, да не јасно. скокнам некој да не се Да налуте. не се налутат. Да. Мислам дека без нив ништо. Тоа е првично што А треба баба? да го имаш. Баба плаче 3 дена, се Не ми врати. кажи. Сине, ме начека на чашијата. Сине, ќе ја гледаме ли вечер? Ќе гласаме ли? Значи, она вика, ја посреќен живот не сум била од кога сум родена. И едната баба и другата баба. Да. И двете се Јани. Јас сум така Знам. крстена Мирјана на нив. Јана Мирјана од у Загреб. Значи, ај, овој нека момент живи. мора да ги поздравам бабите, двете Јани, обавезно. Поздрав и од мене. Ти- Од сите сега, Од што сите. ме делите мене сега. Бре, ти не ги Е, знаеш. да се налутат. И как не знам, Јана и Јана. Јас секој че се видам со татко ти така на поблиска средба со него, тет, да не речем, Ја може ли да дојдам? ќе се договориме, ќе видиме. Ти си само одскокната. Одскокната, ќе видиме А, да добро. распоредно Такво треба друштво. да видиш тефтерчето што ќе каже. Да. да. Да ви Нотесот. има. Дали сум слободна? Да, знам дека таа поддршка од најблиските е најбитна, затоа што они ти ја дават сета таа почетна енергија. Ако они ти премрџгат на почетокот, и твоите настапи на натаму би биле се џабе ја одам кога вие мене ми викате шо. Да. Сине, не е во за тебе. Многу ми е мило што твоите застанале 100%, затоа што види, ти што викаш што твоите мораш да имаш, ама не секој Има, знам. за таква работа, особено кај не со уметноста, ти ја дава таа комплетна поддршка. Секогаш со резерва. Пеј, ама ти оди и на Најди си машински. работа. Најди си ти нешто Најди си работа, а пеј, Глуми, се пее. глуми, ама научи водоинсталатор. Ти киња Па не. мислам дека кај нас тоа го има уште, мислам, општо го има Да, уште да. на Балканот. Затоа и те Ја, прашав. например, прво бев запишана на безбедност, студирав криминалистика и од кога почнав со поинтензивни свирки со бендот, усвари кога влегов у бендот, и првично не планирав да пеам, не сакав. И после кога видов дека работата оде на некој по-сериозно ниво, сватив дека моите криминалистика со моите пеења малку не одат. Не био тие две работи. Не иде, брат. Да, одев на пракса у полицијата и кога видов дека двоја со тоа едноставно заедно не можеш паралелно да ги тераш никако. И сватив дека морам да го сменам факултетот и ја уште студирам моментално, дека со промената изгубив некое време и моментално уште сум студент. Јако ќе била джандарка. А криво ми е што нема никогаш да бидам, ама тоа е. Мислам, не се знае усвари. Здраве може некоја серија Се јајци смеам. ќе направиме. Па Да. детективки чак глумиш ти и Може, така. да ме викнете. Обавезно. Барем униформа, А, да пееме Фала ти за казни. преубавиот прв дел од нашата емисија. Како што кажаме на почетокот, ти викаш сега како ќе бидеш, гледаш. Значи исто кога сме кај во кафичот си пиеме кафенци. Исто кај да нема камери. Исто да кај да нема камери. Да. Пред да одиме со паузата, сакам да ги кажеме нашите пријатели. Каре Комерц, Валери Бербер за мажи, Инел Интернационал, Кити Принт и Буки Бифе или кафење Буки, кои што ни помагат со
со своите услуги, со своите производи, а ни се враќаме за 5 минути. Епа човеци, еве сме ни назад. Се враќаме ексклузивно. ВД-каст, ваа вечер гостинка ни е звездата на Грант Мирјана Митрева од Кавадарци. Ќе продолжиме вториот дел. Првиот дел ни беше многу интересно, слушна и ја разбра некои работи што не ги знае, ама доста интересни ќе ги каже она. За фостанот праша. Не, правен секо тоа заборавиме да го прашаме. Еве сега на пример песна, глас, кореографија, сето тоа е битно. Колку креацијата, не знам, облекта, гардеробата е битна за еден настап, прво за публиката, ајде, знаеме колку е битна, ама колку за пеачот, за пеачката е битно тоа што го носи? Ја мислам дека е битно. Мислам, од мое лично мислење и перспектива, мислам дека е битно, ама тоа е таму више индивидуално. Значи, кој како сака да се носи, кој како ќе си ја измисли сам, кој како сака да се представи, тоа сето си е индивидуално, пак ќе кажам. Мислам, нема врска тоа со Грант. Не ти наметнуваат ништо, не ти мислам... Дека мораш нешто да имаш, не знам, да биде вау, нешто мора, него ти како ќе си го замислиш така? Да. Кажа дека и фризура, шминка, тоа се сама. И за финалето беше така? Само? Да. Значи не е едно финалето... Да, од почеток до крај се. Грант да те спреми. Беше буквално колективен заклучок дека креацијата на финалето ти беше вау, феноменална. Чија е? Фала прво. Па дали ти е само мислам дали ти е купена како креација или ја шиеш? Не, креацијата јас имав искрена помош од една другарка. Ја и она заедно дојдиме до таа креација. Значи заедно најдиме на интернет, заклучиме дека може да биде тоа. И ја од тука тргнав со идејата како може да се направи таа креација, кога Ѓорџе види креацијата, инсистираше дека може да биде таа. Ја во еден момент се откажав и кажав дека тоа едноставно не може да се изведе. Значи тоа ќе барам некој кратко фустанче, нема ништо од тоа. И Ѓорџе кажа, во е стварно добро, во мора да биде, и по негова иницијатива ни така стигнаме до заклучок дека мора да се направи. И тука ми се најди мојата тетка, која што е мажена у Ресен, Христина. Поздрав до тетка. Тетка да не Поздрав, беше... тета! Тетка да не беше таа креација, може... Значи, ние имаме тука склоп на околности. Едена предложи, друг инсистираш да биде, дури ја да се одлучам дали треба или не. На крајот, кога до тетка стигнав ја, усвари, она најди... Тоест, препрати само креацијата, праша жента од Монсоло, и таа у Ресен работа. Праша дали мисли дека може да се изведе, жента се нафана и буквално креацијата се соши за 2 дена. Браво. Значи за 2 дена тие девојчиња таму што шијат не спија. И алал да му, и не знам што да кажам, бев дури и присутна на крајот. Едно време мислам дека нервен слом добив кога никако не сакаш. Мислам, оно се беше супер на мене, ама тоа така што требаш да стоеш широко позади.
никако не скаш да застане и буквално беме у фазон, стигнаме и до железара, значи само да најдеме нешто да се стави унатре за тоа да стое. Оти веќе сванав дека мора да го носам тоа. И Со арматура ли го направи? Нема да откриам. Ама тешка е 15 кило. Да со арматура. Па не е арматура, ама Така рече, добро. така рече. И прашањето беа како планираш ти да стоиш на воа и на штикли, ама добро, на крајот излезе добро, искрено. Јас сум презадоволна и мислам дека е креација од светски ранг. И жените се потрудија баш. И мислам дека не секој може да го износи тоа, морам да го кажам нескромно. Значи 15 кила врз тебе, Треба да пеиш. притисокот врз тебе од дека си у финале, пред тебе стојат жирито и знаеш дека на телевизијата да гледат милиони. Браво. Епа, Не, браво. Што друго Немој да кажам? мислиш, него треба Ништо да ја- знаеш. Значи, Јас само да викам, знаеш. само викам фала, не знам, не знам што да кажам. Мислам помина, готово. Се Да. потрудив, се Да, дадив да. максимално и сега одиме натаму. Кажи ми за пътешествијата со колите. Иначе Миријан што има мака маче со колите у последно време. А влезе у кола, а се расипуе. Особено у Белград тако е. Тука кавадарци ваташа локал не се расипуе. Стигнаме ли до Белград, тркињаме. Де кажи за првото што се деси и за второто што се деси. Што да кажам, не знам. Например од за кај да првата, почнем? за првата ли цркна скроз? Прво имаше една дешавка, ама тоа беше тука. Значи, више бев влезена у Македонија, се случи на последните патерини. Значи, шлепот беше кратка алтернатива. Да. Краток... Кратка дестинација. така. И не беше толку страшно. После, вториот пат, дека многу често возев скроз сама за Белград, одев сама натаму намо, имаме проби доста често, како што кажав, прееска. И на враќање на назад стигнав само до Смедерево. И буквално, не знам, останав на автопат. Значи ни напред ни Колата назад. мртва, никакви знаци на живот. Да, и на крајот се констатира дека цркна моторот и дека ништо не модне. И еве тука една мини реклама мора одма да се направи. Шлеп служба Грка, а спаси работа. Значи го чекав не знам колку сати, останав таму на автопатот, ама преживеав. Преживеав и на сите му беше фасцинантно како сама жена многу коли застанаа, што се случи, кај одиш, зашто си сама и така натаму. Ама едноставно ете. Крадена е колата, И изгаси. на крајот нема врска, помина. Мислам стресно беше реално. И како не е стресно? Реално Не е беше стресно? стресно, ама помина. На крајот така се продаде и за маме нова. И сега еве морам да се надоврзам. Пред финалите, Но тоа не е значи, се, топ пред шоп. финалите, значи имаме проба негден до 1 и нешто највечер. И ја тргам на кај смештајот кај што бев сместена и буквално пропаѓа кумплугот и останувам пак на патот. А ваа Само не пата на автопатот, раскрсница. на семафорот. А на да. семафор, да. И ни напред ни назад. И тоа А е. шо семафора, Добре. глуво доба, 2 сат на ческа, Е. куче нема на батот. И што да кажам, и тука на пример тоа што го кажав дека си помагаме меѓусебно, дојди Бојан, што победи, дојде дури и помош побара од околината за да може да турнеме колата да биде негде настрана. Оти со бајрите у 8 имав шминк за финале и ја морав да бидам функционална. Фустанот што тежеше 15 килограми го носеме од една кола у друга за да може да го пренесеме ки што треба. За утре да биде се како треба и буквално реков, ја не знам што е со баксузот што ми се дешава, ама на крајот се исплати. Мислам, не се жало. Ударил малерот по моите коли и Ѓорѓе Давиди си јавува и вика Миријана, да не се качило у кола до финале. Моля ти се. Море добро е што на значи, колите не. само останал. Не, и уште во, кога стигнав и додека правиме таа пунџата што ја носев, а го чекаме девојчето што треба да ме шминка. И она звони и вика, ако сакаш пренеси и на Миријана дека ќе закаснам, можеби, не знам, некој пола сат, вика ми се дупна гумата, чекам вулканизер да ми ја смени. Ја више тоа кога го ја више се откажав од се, реков, ва, значи не е можно. Не знам што не знам што се дешава. Гледаш, оно Значи, се, има нешто. Да, се. Не, ја паче кажам, не, се е Ако- нешто поврзано со Џо на филм бе, Ја- Џо ја на филм, сама- гледаше. Поврзано е се со кола, за малци и кола ќе добиеш.
првиот добива кола, нели? Не знам, нешто оваа година не сум баш сигурен. До лани да. Ама ќе пожалува со кој да здешава и сега, слушај, дај, Да. извајте аколта, ако не, електричен тротинет нешто, дајте му на човеците таму, нека оде. Пешки нека одат малку физичка активност. Додека, нели, траеше таа пауза и од претходно, јас знам дека Миријана не е, дека она е работливо девојче. Они имат, мислам, татко и е земјоделец, имат човеците многу лозје и некој на коментари напишал тамане само пење, ама да фара да вика како не може да му ставам една слика како копам, како режам, како Слика како копам немам. Али добро, како излизуиш вречи, например. Со грозите. Стварно, знам дека имате... Лози има доста. Да. Доста голема И си каража. Па ја мислам дека тука нема ништо срамно, макар што сега бев поштедена од моите дома максимално додека траеше грант, значи не знам сега натаму как ќе биде. Кога завршува у јуни? Добро, забрање тука си. Септември. Не, стварно, од малечка одам. Сега, тераш таму Град Звезда Гранда и цеца ти вика здраво и ти джоак гланс папи не подаваш рака. Не бива. Не бил. Ама не, мислам дека не е срамот да сработи и еве сега во овој момент вака на младите би му препорачала дека не треба да го криет тоа. Сега не да одат секој ден на лојсти. Не, моја јако, младите. Добро. Више, значи, се сеќам Джо Пейс две да ју. Такава генерација, треба нам млади слушатели. Сите на лозие. И да не се срамите. Ја и Миријан сме генерација, Циво е 5 години постар од нас. Па им да биде хит, I know. На младите јас. PR менаџерот само влачи го објаве. Дали ќе носат на новите посеви со зелка? Не. И тоа го знам, гледаш. Значи сега... О, како ќе избезаме на зелка од таму, ја не знам. Ама она е висока, зелкице на земјата, Да, многу наведнуење. чем бол половинка, не би. А вака дури и одер ти можеш и на одер, јас низам, јас за одер не сум. Не се чувачи, знам. Сега Не ги го избестераме достигам. или свички така да не... Ама колена не. Убаво е тоа што го кажа дека не се срамиш, тама работа да се срамиш. Плюс ние сме земјоделски крај. Сега, например, јас имав 2-3 декара лозе само, ама цело село вача разбираше дека ќе одам на лозе 1 месец унапред. Од 1 месец унапред кога требаш да го берем и ја пцувам. Ти си бил многу проблематичен. Па не проблематичен, Гледаш кај... не од сој. Аха, Старите така викат. не добро. Кажи ми сега, кажа дека имаш со бендот активности понатаму. Дали сте размислувале со бендот да направите собствена песна ваша? Сега за сега не знам. Авторска? Не знам како би се движеле тие работи, ама сме размислували и уште многу порано, и Да. уште пред грант. Таа веројатно би било така нешто по-прокче. Да, тоа Ако би дефинитивно било, у тие стил, да. А де си тоа што се крчка сега од преđеска, чекам да те прашам нешто, че ни откриеш ли? Нешто барем или? Не, Па, Не. не фала. може дека ќе биде у скоро време, ете, тоа. И Ама ни го откри! И дека, чекај, не да кажам, Ако значи. моето скоро. Значи, и дека станува збор за скрос кавдаречка направија. Значи, тук се работи у Кавадарци, не подалеку. Значи, човекот е наш. Значи ја нема шанс да ме викнат мене, јас сум од Вача. Да. Што ме кавдаречка направија. А и сигурно со музика е поврзано. Може да испееш нешто. Ќе Може. направиме. Добар, за пеј су добар, прашко Цимо. Порно, верувам. микрофонот беше Сега кога ќе ги изгасиме камерите, мој. ќе Ќе запееш. запеаме. Ќе запеам, не е проблем. Де ми летна сега, стварно гледаше ме, имав едно многу убаво прашање, ама ми летна, де ме прашај нешто. Бе. Ете ја прашам после што се крчка, гаш не ми одговарат. Ми ги избегнуваат прашањата. Прашал. Не, стварно нешто сакав да прашам нешто многу битно и она со тоа кажа ти рече девојче дека не открива. Што си напнал? Абе, се уште еднаш кога прашаме може и добро, де, аман, вичеме на тапаните.
ако не беше музиката, еве сега, од кога почна ти конкретно, кажа дека си скоро, неколку години, почна малце по-професионално да се занимаваш, така? А ако не беше музиката, полицајка, Дефинитивно. криминалистика, тоа беше тоа, така? Дефинитивно, мислам ја уствари од секојаш пеам. Значи ја имам нижо музичко, средно музичко, тие правец се движев. Кога у средно музичко сванав дека нема да продолжам со тоа, единствено нешто што најмногу ме привлекуваше беше криминалистиката и на таков начин се запишав таму. А инаку со пеење уште од најрана возраст, ама го искомплицирав прашањето. Нема врска да си кажам ја, да се знае. Баше давно беше, ти Значи, ваа го кажувам сега и не знам после колку време. Дека пеам уште од најмала возраст, дека од кога знам за себе стварно од тогаш пеам. Малечка бев ми вика ај запеј нешто, не знаев да одам што се вика пеев. Во не знаев дека средно как Убитола. Браво. И пеев моментално не свирам ништо, а додека бев нижо свирев флейта, некои добри 5-6 години. На соло пење бев, опера пеев многу време, да. Да, па макар и у нижото. Браво. При крајот таму негде. Браво. Па со тие моќен глас си за опера, право ти кажам. Абе добро, сега ете нижо, средно и во интерес што викаш. Кога виче знае дека нема се бавам со музика, ама ете не си знаела. Да. Па кога добив прво понуда од бендот за да пеам, ја реков дечки, че извините многу, ама не сум сега заинтересирана. Расчистив ја со тоа. Со музика. Да, после как се убедив, не знам. И така тргна уствари работата. Ако сама си се убедила, окей, ако некој друг те убедил, части го една вечера. Сама. Барем, да. Барем, ако не даваш процент од за честење не е ваквото. проблем. Ама на крајот па мораше јас да го кажам. Не, јасно, последниот збор е твој, да. Ако ти, стварно ете, гледаш колку е животот, например, на танка, колку е танка таа линија. Да. Ако стварно тогаш си рекле, готово е, не се занимавам со тоа, си ја сакам, еве, криминалистиката ми е како си завршила тоа, ништо сега, че се бавела, че си криминалци си бркала. Па не знам. Да. И можеби чат пат како хоби, ева ка мене ако видиш микрофони да запеиш нешто. Ама се преусмери работата. И што би рекла старите од пишанија нема беганија. Друго поинаку. Да. Поинаку затоа што јас у тоа видеенцето што го спомнав 2-3 работи. Првен е талентот. Мораш да го имаш талентот за нешто да продолжиш. Дефинитивно. Особено у уметноста. Втора работа е љубовта кон тоа, кон тие талент, дали е пење, дали е било што. И трето и најважно, многу работа. Многу работа. Многу работа за тоа што не знам, ако сакаш биди и нашиот најголем вокал на сите времиња, ако сакаш биди и Тоше Проески. Да. Ако се умислиш дека си најдобар и престаниш со нели како ти што кажа, со часови, со пење, со вежбање, да, ја мислам дека и готово крај нема дека треба да имаш ментор буквално цел живот. Во смисол некој со кој ќе работиш, како што јас сега имам Тања, професорката од Белград. Со неа сум до ден денеска у контакт и онлайн часови и се што може. И мислам дека за да успееш да застанеш пред луѓе и да можеш да го направиш тоа најдобро, си знаеме дека дома е подобро отколку кога ќе излезеш пред некоја група на луѓе. Мислам дека треба стварно да поминеш што викат стајрите сито и решето, за да може тоа да го пренесеш како треба. Макар што мене уште многу ми фали. Барам, јас сум многу самокритичен човек и цело време си барам нешто, за да биде се подобро и подобро. Мислам да се дека трудиш, да сакаш, мора да се трудиш, да го усовршиш. Да, мора да работиш и ништо поубаво од самокритичноста, верувај ми. Зошто? Затоа што пак ќе кажам. Многу поарно да си самокритичен отколку да се уфилмаш дека си најдобар на цел свет и да застаниш тука и само ти да мислиш дека си најдобар, а сите околу тебе да викат и златно девојче, каква идни да требаш да има во моме. Конкретно за тебе, али и општа е таа ситуација. И затоа кажав, талент, љубов и многу работа. Бити самокритичен, ама и пофали се некојаш.
Сега второ место пофали Уште се не ми малце. оде. Уште не ми оде, ама нум да почнам многу да се фалам и така не. Види, тоа е убаво е што Симо што го спомна, самокритичност, ама па и од друга страна, за жал, денеска дојде едно многу себично време, едно време на луѓе кои што, нели, сега го говорам општо, секоја чест за исклучоците, ама генералната слика е дека многу малце од луѓето вистински ќе ти помислат добро. Добро, да. И многу малце од луѓето вистински ќе ти речат одлична си. Повеќе е одлична си, Ама што има потапкат по рамо, ама постоја на другиот што му кажам, абе, ајде беке. На шо личеше? Да. И затоа е некогаш многу убаво сама на себе да си речеш одлично. Супер бев, убаво помина. Супер бев, да си го знаеш во оваа ти го кажувам од искуство. Значи не ми е воа нито од Цимо кажано, нито од некој кажано, сум го почувствувал. Моментот кога тоа самата ќе го осетиш, само ќе ти дојде. Да си речеш негаш, епа Миријанче, осте го ти Димо што ти вика, осте го Видањето што ти вика, ти воа го испеа многу убаво. Многу битна работа е тоа. Воа ти е бесплатна една лекција у животот која што понатаму многу ќе ти значи. Се согласувам. Мислам, не сум го почувствувала, ама се согласувам. Да, затоа што пак ќе кажам, иде такво време, живееме у такво време. Да, некој денеска се ни е полесно да го критикуваме, искритикуваме да. другиот, отколку да се да. огледаме самите. Тоа се многу стари, тоа се библиски. Сега јас нели како беше, јас ќе видам раската у неговото око, а јас сум со толкава бандера у окото. Да. И тоа е тоа е за жал, У денешно време тоа се поише го има. Се поише. се извинувам, многу поизразено. Многу поизразено. И како беше нели порано да му умре коласта на комшијата, сега нели е апдейтирано е. Да умре комшијата, ја да му земам коласта. Ама бидејќи ти си млада, зрачиш со позитива, го имаш потребниот талент, заљубена си у музиката максимално. Исто така знам дека многу вредно работиш. Ја мислам дека подобитна комбинација од тоа не постои. Фала ти Дебре, многу. ставите ми нешто. Напи се, еве нешто. Ой, не гледа дека се закашлам и Да не се пренесува. тоа што знаеш. Што друго вака ќе ни кажеш за општо е А што не те прашаме? кавадаци на пример. Кавадаци колку кавадаци го има уделот у тоа што си ти таква. Како град, како луѓе, како не знам, како историја, како не знам. На пример, ние сме ги имале. Па ја мислам дека скромноста иде од мало место. У смисол, нит така тука сме научени и воспитани и така функционираме. Например, во поголемите места луѓето не се гледат многу како скромни. нас. Да, не се. Така да не знам што би ти одговорил на ова прашање. Поинаку ми беше поставено, можеби јас го малце го проширив. Зборот ми е дали кавадарци ти ја дава потребната енергија за тоа што ти го постигнувиш. Например, ја кад се доам у кавадарци, порано, одам негде на одмор и како го здогледувам кавадарци, мене ми иде душта. Затоа викат дома си е дома, од дома Да. поубаво нема. Значи, таму тоа што е роден крај, ти е до срце, цел живот. Нека сите за тоа и ти Да, викам. оти Мене некои ми е. Знаеш, не сака да знаеш се што? вратат тука. Некои 2 дена ќе отидат у Скопје и се пишат на Facebook Live in Скопје. Не знам. Тоа сакам да ти кажам, за тоа Не и ти знам, викам, за тоа и те мене ми е прашам. до срце. Мене, Браус, ја не би браус. се пишала кај и да одам. Браво, за тоа што Белград? стварно живееме. А сега Белград, ако работното место ти Не налага- провериме, па може и сменете на Facebook, Lives in Belgrade. 9 месеца таму. До пред некое време не има Facebook уопште, ама сега го направив Lives in ради Belgrade, works in Звезда Гранда. Да. Singer. Сингерът Звезда е Гранда. Звезда Гранда. Second place. Ако не знам за тебе, ама нас не е многу пријатно во муабетче со тебе. Да ти кажем искрено, од порано мислеме да те покажеме. Знае она. И да, Во знаеш дека извинете и мори тоа да го кажеме.
Нејзина идеја е воа. Кога се слушнаме негде четвртфинале. Па нешто пред финал беше, не Да. знам. Не, четвртфинале, не. Не знам. Сигурно не, Така, да, има 2-3 недели. 3 недели има сигурно. И он ми вика, а да направиме, вика, јас вика за полуфинале ако влезам, вика, па ќе биде, вика, уште поинтересна емисија, ќе имаме што да Да. кажуваме. И Да, еве, да, еве да, испадна да. врв, значи, сега Не да испадна испадна. дека се може да кажеме. Ма и која ексклузива имаме, човече, одма после финале, кај на своја емисија. Тие сме. Звезде Гранда па Па ВДК. ни, на ВДК, да. Сега, абе види, да, не знам сега, може би, да е некоја, што викаме ни укава, наперната. Да ми сега, Миријанче, шо? Де ме гледат си работа тамо, ја укава да ќе гостувам. Кој сте ви? ВДК сте. ВДК сте. Па те слушам. Да. Се извинувам. На мене ли Шима. си билдате рейтинг? Се извинувам, на втора линија ме барат од не знам, од BBC. Вик ще има така. Да. Е, Човече, се на мене ли си билдате рейтинг? Па зашто викам јас? А, Човеците се- знаат да се сменат за секунда. Не, у тие контекст никогаш не сум бил таква и мислам дека никогаш нема ни да бидам. А имав доста критики у однос на мојот израз на лицето, од што премногу бев срамежлива, без разлика дали на камера или како ја вака и секојдневно бев многу приватно. Бев срамежлива и на пример ако да се сретнеме ја и ти на чаршијата, ако не ме задениш нешто, нема ни да ти вратам. У смисол нема сама да ти речем. Грешка се изразив, не ме хейтате бе молам. Значи, сега тоа се смени, например. Значи, не сум била ја негативна особа туку, премногу сум била срамежлива. Да. Не си била намчор ти. Како не си намчор, подминувала тоа го имам само, кажано у 2-3 емисии до сега, не сум намчор. Не си намчо. А сега еве, ти се шеташ по кавадарци сега, по-друго ли те гледа? Уште не сум прочитала. Не знам. Не знам, не сум прочитала. Само ново да почнеш, не знам, на капа, па цвикери, па капулјача, разбираш. Да ме фанат по парет. Цел Да. живот свика за глумците, цел живот работи да стане славен, а после се крие да не го Крие. познаат. А тоа е нешто многу тесна работа. Секој што е познат сака да биде анонимен, а секој што е Да, анонимен сака да биде мислам што се познат. занимава со ваква Јасно, професија, јасно, са не секој, ама Спремна ли си ти за таа јавна професија, за тие јавен живот? Затоа што таму че има многу и критики, че има многу и пофалби, че има поделени мисли, секојаш. Симо, ами загази Онавич, шо? Нема спремно да си Чек се, чекај. ми го зема зборот. Не сум свесна дали сум спремна, ама сваќам дека више сум влезена у дубанот, што би рекли, и назад нема. А или треба да се шалтам што побрзо и да научам да се носам со тоа, или треба да се откажам. Не, morаш, да, затоа што тоа е, ка прво е неизбежен дел, не само кај нас, општо, Сега. Цел значи, свет така функционира. ако тоа си го земиш за негативно, пред се ти ќе се нервираш, ќе ти влијае на буквално на се, на расположение, на не знам сега, си тргнала на настап, и ако тебе тоа те нервира, верувај ми дека тие настап кога ќе испаднеш таму, ако те нервира, нема да биде ист со тие настап ако го сваниш тоа како добар ден, секојдневие, тоа е. Сум се нафанала. Да. И што Па, се треба да ја правам? мислам дека треба да си, за да се занимаваш со оваа работа, мора да си многу влюбен у музиката. Ако не си влюбен у музиката, не почнуј уопште. Види, ја Оти втора... носе многу жртва со себе. Јасно, втора љубовта кон музиката стави, знаеш зошто? Затоа што првен талентот се раѓа. Само за тоа е оти нормално не можеш првен да бидеш залюбен у музиката. Да. Ако затоа ти викам, талентиран, многу го се јас како да ја не знам како да луѓе кои што не се занимаваат со уметност не знаат дека за мене театарот е како светилиште. Да. Значи за мене театарот е црква, за мене театарот е исто како нели. И јас сум го имал тие некој ми го открил тие талент, ама љубовта не може да ми ја вдахне. Да. Да. Не може да ми вика сакај го театарот. И јас сум се влюбил у тие театар и после сум почнал со тешка. Знам дека е кај тебе многу слична работа. Убаво кажа ти, си била основна школа музика, средна школа музика, си мислела дека
нема да продолжиш, ама... Дете, да. Али што викаш дете? Дете, да. И сега ти испаѓа да бидне паработа, се влюбуиш максимално и решаваш да работиш до коска. Па ја усвари никогаш не сум ни отстапила, јас си пеам цел живот, само различно е да се занимаваш на ваков начин, на естраден начин со музика и различно е да се занимаваш, да студираш музика па да предаваш у некоја школа. Фактички јас само у некој период сум го избегнала едниот дел, малце, да, скривинка, а не дека сум се откажала, да. никогаш. Ама пак е Тоа е тоа. И е муабетот усвари што на пример многу пати сме го повторили со сите дека сите не може да те сакат. И сите не може да се восхитуваат за тоа што некогаш со твојот успех ќе почнеш да бодиш очи и ќе почнеш да сметаш. Изборот ми е тие јавен живот секогаш ќе ти носи и критики, некогаш оправдание, ама некогаш ќе бидат чисто само онака колку тебе да те демотивира или да ти направи некој немир, да те предизвика, да те испровоцира на некоја многу лоша реакција од твоја страна. И затоа ми беше дали си спремна да се носиш со тие јавен живот, затоа што си му бао кажа, ти вич загази. Влези ти вич у тоа. Сум спремна и морам да бидам. Нема отстапка назад. Ако више така е формулирано прашањето, мислам дека свесна сум, да. Значи општо луѓето не може секој да сака, само кога се занимаваш со јавна професија, сите тоа може да го видат и да го слушнат. У смисол, ако јас сега искоментирам задбе на Facebook, тебе сите знаат, значи побрзо се шири работа. Ако ја искоментирам за некоја, не знам, личност што не се занимава со јавен живот, ќе знаеме и ти. И тоа е разликата, инаку тоа меѓу луѓето постои. И мислам дека не е толку страшно. На крајот од денот ние знаеме кои сме, што сме, како сакаме да се представиме, што ни работиме и у што сме влюбени, а останатото натаму на кој му се свиѓа, на кој не. Пример, са некој воа што го слуша, ако нешто нема окей, може да го смена каналот и да го изгаса видеото и никому ништо. Наместо да седне и да напише некој, не знам, неубав коментар. Ама... При крај сме уште малци издаиште. Ај, ништо нема да рече. Секој ќе дојде и до тоа, ама знаеш ли што е најдобро, пак ќе кажам од искуство, кога непотребно некој ќе те нападне, нели, со коментар или со... Знаеш ли што е најпаметно? Да го игнорираш. Па мора да го игнорираш, инаку кај не крај. Тешко игнорче. Затоа што, нели, ако земиш да се расправаш со него, се спушташ на негово ниво. А кога се спушташ на ниво на глупавиот, ќе те победе таму, на негов терен си. Ама и тешко е да видат разликата. Мене не ми било јасно, значи, никогаш како некој човек има време да седне и да го напише тоа. Пример, ти да го видиш и да го помислиш дека нешто тебе не ти е окей, да. Значи, пример, тебе нешто не ти е окей, ништо вртиш и одиш натки, можеш да си го помислиш ти, тоа и крај. А мене не ми е јасно, ја никогаш во живот не сум имала време да седнам негде да напишам, сега да кажам, вие луѓето, не знам, шо му текнало да го снимат во врска немотот живот, ако си подобар, дојди и снимај го. Значи, ако сега увија мој саат време муабет, некој мене ми најде грешки, а имам, секој жив човек има, значи сега да го видам ја во дома 100% ќе си најдам 100 замерки. Ама зборот ми е, дојди тука, седни и седи саат време. И пробај да не сгрешиш. И да видиме дали е исто како кога седиме ни пред телевизор и кога седиме пред камера. Уопште не е исто. Така да тоа го сватив од кога почнав да се занимавам со оваа работа. Значи спремна се заклучиме, значи, тоа е битно, одиме, како е, одама и ги газама. Одиме и ги газама, да. Ајде, Билки, ќе почне па Македонија да се надпреварува на Евровизија и тогаш да те пратиме тебе, да му кажеме таму. Да влеземе конечно у тоа едно финале, мислам. Такви амбиции има ли Кимиријан? Здравје Боже, мислам дека многу е некако рано да размислувам на таа тема, ама мислам дека секој пеач би го посакал тоа. Why not, бе? Why not? Да. Големо надпреварување сепак што пак е одговорност кога ќе отидеш, настапуваш и представуваш твојата земја. Така да малце... Па јас сега на некој начин не представував нашата земја, на некој помало
Балканско помало ниво. подрачје. Мада Мало подрачје, ама доста голема гледаност за тоа што покрива многу. И сега, например, твоето CV, кога ќе кажеш дека си била на едно такво шоу балканско, регионално, малце подруго одма гледат. Не е тики-туки така, што би рекле кај нас. Не знам, се согласувам. Мислам, се согласувам од причина што некој кај нас многу народот прво треба некој да успее надвору нешто, па за да може да биде тука браво. Јасно, Да му А се не даде знам, признание. не знам зошто Се треба функционираме некој така. друг да ни каже дека Да, како ни сами да не Џони знаеме. да не знаеме дека да оцениме воа добро ли е не. Те го на Звезда Гранда, ако направи нешто таму го биваш, значи. Ало, дечки, има да моме тука ваше Миријанчето. Добре е, проверите, да видите дека многу баба пее. И сварно. Да бе, ние тука сме напишали убаво пее, ама сме го мајанале ливчето негде, не сме го замајанале. Че ги има тие, тоа е дел од таа јавна професија, како што кажат. Да. И едни ќе те величат, други ќе кажуваат дека си просечна, трети ќе викат дека не чиниш. И тоа е Ама на крајот сите се фала дека те познават Да. и дека си и мале живеачка со тебе, дека си му блиска. на крајот од денот, ако ти се јават тројци, ако ти напишат 10 души на свирка тоа дека си поминале убаво, ти си ја завршила Работа, да. Да. Тебе ти е работа завршена, ќе видиме Значи мора да дојдете. Ќе дојдеме? Еве ти гарантирам. Ајде. На една пијачка ќе дојдеме. Знаеш Сега, ли? кај на една таму и на Така друга. е зборот, една кај ни една. Че го земи микрофонот. Не. На непознат терен не пеам. Нешто за крај, нешто вака да ни порачаш. На млаите нешто да му порачаш. На На млаите. Нас млаите нешто да ни кажеш. Не знам што би порачала, искрено сакам да заблагодарам што има ваа чест да бидам дел тука од вашата емисија. И се изненадив од самата себе си како вака, у смисол како да ги нема камерите, така се осеќам си правам муабет Ама ние сме многу скроз благопријатни. опуштено. Да. Ние сме многу благопријатни. Така да ништо од два луѓе не беше спремно, се е на лице место. Да. И сакам да заблагодарам. Тоа се, не знам што да ви кажам друго. Ништо Пријатно си сум кажа изненадена она, од вашиот амбиент и од вашата енергија што ја имате тука у студиото. Си кажаме сите тројца дека си го сакаме многу кавадарци, дека си сакаме многу кавадарчани. Задни 20 не знам, ја и Вача си го сакам, многу си го сакам. Ете, многу скоро ќе видиме што е тоа што се крчка. Сега ќе изгаснат камерите, ќе ја пресилиме да ни каже. Нема ни од кај да прерипа. Ти таму, ја ваму. Да. Честа беше искрено, сериозно и наша. Уште од првиот пат кога се служнаме за да бидиш гостин тука, едва и чекав да се излафиме, затоа што знаев дека има за што да лафиме. Тоа што ти го предложи да видиме до кај ќе одам, па после тоа уште поубаво испадна. Од мене лично, јас сетивши пред 2-3 години ти кажав, а сега ти ја посакувам сета среќа на вие свет. Друго не ти посакувам за тоа што го имаш, веруј ме, имаш харизма, имаш талент, имаш желба за работа, љубов кон професијата. Само треба уште плюс нешто тие некои коцки да се наредат и малци и судбината да се замеша тука да се направи. Бог е многу битен и да си дојде се на свое место и да гледаме Миријана после 10 години на многу поеминентни нели емисии, зошто да не е некој ток шоу низ Америката и Англијата и да се фалиме дека не сме биле меѓу првите што ти направиле интервју. Why not? Фала ти Да. многу на обаите зборови. Од се срце е кажано, нема глума. Се искрено. Има кај да глумам таму. Доста не глума. Да, значи, кај кажа, Цимо честа е наша шо, ете, еден од победниците, не кажа име прво, второ, еден од победниците од Звезда Гранда, го имаме ексклузивно одма после
финалито, кај на со емисија. Фала ти што дојди, што ја прифана поканта, што беше прекрасен гостин и што си поминаме, па мислам дека саат и нешто. Си поминаме многу убаво. Треба. Ти посекувам многу успех натаму у кариерата, што кажат Симо да те гледаме на многу убави фестивали, уште поголеми фестивали и позвучни и многу поголеми успеси. Музиката знам дека е твојата, Симо што каже, љубов и професија дека ќе биде. Ние сме тука нормално да се фалиме дека те познаеме, да се фалиме дека сме биле... Сега се сликаме заедно, не. Тоа секако ние ќе се фалиме. Се фалим дека си од Кавадарци, ќе кажуваме на сите кога ќе те спомнат. И тоа е тоа, ќе се гледаме, се надевам уште многу ќе се гледаме. Уште една работа. Ти ќе завршиш секој. Да ни ветиш сега тука, не нечу да завршувам воја. Апропо муабетот е да ни ветиш мене на Цимо и на цела кавадарачка јавност дека здравје Боже, ако некогаш снимиш албума, ќе снимиш, промоцијата прва ќе биде у Кавадарци. Ветувам. Ете. Од се срце. Ете. И сега 100 пати кажа фала, уште еднаш ќе ви кажам фала и се надевам дека за брзо време ќе имаме прилика пак да се дружиме малку поискусни од моја страна. Не видим втората сезона секој пат ќе те поканиме на оваа се виче негде ми сме скроз при крај од првата сезона. На втората сезона секој те каниме, тогаш више со поголемо искуство, можеби вајде ќе биде снимана и песната, па тука ќе ја пуштиме и така писам. Па со кореографија ти ќе пееш ниц, Цимо. Валови, Ја може ќе победам на никад не е касно, ќе направим дует некој. Пуста жена. Добра е, шо Ајде. Шо добра, може ти и вадам. Се гледаме низ градот и Тоа беше ВД-каст. Не знам право да ви кажам која епизодка е. Сериозно, не ме фаќаш. Сега ги избројам. 9-та ли е, 10-та ли е, не знам која е. Битно, ако не биде последна за оваа сезона, се гледаме наредниот овој четврток, а ако е последна, се гледаме негде од септември. Чао. Чао, тут ти ве сака Коцевски, Митрева и Станоев. Не знам која камера гледам. Усите. Сегде. Чао, чао. Чао.